Почитувани, благодарам за вашето присуство денеска. Дозволете на денешната пресконференција да информирам за досегашниот степен на реализација на проектите и активностите во областа на финансиската поддршка во земјоделството и руралниот развој во првите 100 дена од работата на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ. Во однос на директните плаќања воведовме календар за субвенции, имено развојот на земјоделството и руралните средини, се еден од основните приоритети на владата на Република Македонија. Продолжуваме со исплатата на субвенции по грло, по површина, по килограм или литар производ, кој се сигурна подкрепа за приходот на земјоделците во Република Македонија. Распределбата на субвенциите се извршува по претходно утврден финансиски план во Националната програма за развој на земјоделството и руралниот развој за период од 2013 до 2017 година. За 2014 година се обезбедени над 140 милиони евра, а од 2015 до 2017 година по 150 милиони евра годишно. Согласно со закон, исплатата на субвенциите се извршува во годината кога е поднесено барањето и продолжува следната година. Од 2014 година за прв пат динамиката на исплатата е утврдена во календарот за субвенции кој е согласен со потребите на земјоделците за финансирање на земјоделските активности според карактеристиките на производството. Исплатата на субвенциите за тутун започна веднаш после откупот и за оваа намена досега се исплатени над 1,6 милиарди денари за произведен и продаден тутун од реколтата 2013 година. Наскоро ќе започне со исплата субвенционирањето за поледелските култури и се совпаѓа со времето за извршување на есенската сејдба. Потоа ќе следи исплатата за одржување на површини со лозови и овошни насади со цел земјоделците навремено да обезбедат средства за резидба и за заштита на насадите, а во март следи исплатата во градинарството. Сточарите ќе ги добијат субвенциите пред жетвата на житните култури за набавка на храна по поевтина цена. Исплатата на субвенциите се извршува по проверка на исполнетост на условите за одобрување на финансиска поддршка со еднаков пристап за сите земјоделци во Република Македонија и секако согласно важечките законски одредби во рамки на расположивиот буџет. Воедно потсетуваме дека помеѓу законските одредби кои се применија во текот на 2014 година спаѓа и примената на изборниот законник, кој создаде дисконтинуитет во исплатата на субвенциите во изборниот период во насока на воздржување од исплати, вклучително и субвенциите како буџетски расходи. Обврските кон земјоделците продолжи интензивно да се подмируваат по конституирањето на институциите Претседател на Република Македонија, Собрание и Влада на Република Македонија. Владата на Република Македонија останува доследна во своите одредби за исплата на субвенциите за сите земјоделци кои ги исполнија утврдените услови. Во однос на руралниот развој, продолжуваме со вложување во инфраструктурата на македонското село. Зголемување на стандардите на живење и урбанизацијата на македонското село е еден од клучните приоритети во инвестицијските политики за поддршка. Голем дел од македонските села се уште имаат потреба за обезбедување на основната инфраструктура за урбано живење. Затоа реализираме проекти кои се насочени кон уредување на комуналната структура за урбано живење. Затоа реализираме проекти кои се насочени кон уредување на комуналната и друга инфраструктура, подобрување на животот на луѓето и изгледот на руралните места, како што се селските улици, патишта, водовод, канализација, пречистителни станици, уредување на мали плоштади, пешачки патеки и други површини во населените места, поврзување со туристичките локалитети и така натаму. Годинава се реализираат 134 проекти во вкупна вредност од околу 900 милиони денари. До сега се реализирани 14 проекти за изградба на локална патна инфраструктура и инвестиции во водоснабдителни и канализацијски системи, 10 проекти за подобрување на квалитетот на животот во руралните средини и 6 проекти за унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја, а реализацијата на останатите проекти е во финална фаза. Во однос на поддршката на модернизацијата на земјоделството, продолжува силната поддршка на модернизацијата на земјоделското производство со покривање на половина од трошоците за набавка на нови трактори, механизација, опрема, набавка на живи животни,
подигање насади, инвестиции во системите капка по капка и така натаму. Преку популарните 50-50, земјоделците плаќаат само половина од износот на инвестицијата. Во септември се потпишаа 612 договори за набавка на опрема за модернизација на земјоделските стопанства во вредност од 140 милиони денари. Сега преку програмата ИПАРД се овозможува набавка на трактори, приклучна механизација и сеење и садење, опрема и механизација за сточарите, за изградба на нови стакленици и пластеници и изградба на нови фарми за свињи и крави, наместо нивна реконструкција како досега. Потоа набавка на опрема за брзорастечки видови нови дрвја, а се обезбеди можност за изградба на целосно нови објекти за рурален туризам со зголемен капацитет, како изградба на домови за стари лица, детски и младински клубови и модернизација на ветеринарни станици. Исто така се прошири опсегот на висината на инвестициите со намалување на долниот праг за кофинансирање на 3000 евра за мерката инвестиции во земјоделски стопанства и мерката диверсификација и развој на други економски активности. Истовремено, за поголемите инвестиции се зголемија максималните вредности. Во тек е процесот на акредитација за мерката 501, така наречена техничка помош, во рамките на програмата ИПАРД. Модернизацијата на македонското земјоделско производство продолжува и со средствата од Европската Унија. Изготвен е нацрт документ за програмата ИПАРД-2 за програмскиот период 2014-2020 година. Финализирана е јавната расправа за нацрт документот, а одобрувањето од страна на Европската комисија се очекува во декември 2014 година. Вкупната европска помош за земјоделството сега изнесува 106 милиони евра. Во новата ИПАРД програма се вклучени постојните мерки, но и мерки кои обезбедуваат поповолни услови, како што е зголемениот процент на кофинансирање. Земјоделците наместо 50% во иднина ќе добиваат 60% грант од европските пари. Во тек на реализација се и повеќе други мерки кои се од интерес на земјоделското производство, и тоа покривање на 70% од трошоците за спроведување на редовни агрохемиски анализи за земјиштето и другите услови од добрата земјоделска пракса. Продолжуваме со 60% кофинансирање на земјоделското осигурување, односно земјоделецот покрива само 40% од полисата за осигурување. Се реализираат поголеми субвенции за македонските автохтони раси животни. Во тек е склучување на договори во вредност од 6,4 милиони денари за инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи наменети за преработувачите. За мерката економско здружување на земјоделски стопанства, за заедничко вршење на земјоделска дејност во делот на инвестиции за набавка на земјоделска механизација во висина од 90% од купната вредност на набавката, во тек е склучување на договори за финансиска поддршка со задруги во вредност од 21 милион денари. До крајот на месецот ќе бидат склучени договорите за инвестициите во подигање на нови овошни и лозови насади, за кои се наменети средства во вредност од 28 милиони денари. Со финансиската поддршка за набавка на добиток во рамките на истата мерка, во тек е склучување на договори во вкупна вредност од 15 милиони денари и за набавка на пчелни матици во вредност од над 500.000 денари. Во однос на новововедената можност за набавка на опрема по пат на кофинансирање на системите капка по капка, наменети за одгледување на пченка и фуражни култури и бунари, ќе бидат склучени договори во вредност од 5 милиони денари. Исто така за мерката наменета за поддршка на младите земјоделци кои започнуваат со земјоделска дејност, престои склучување на договори во вредност од 2,2 милиони денари. Во рамките на програмата за рурален развој, во тек и реализација на првиот договор за финансиска поддршка за изградба и опремување на типизирани продавници за продажба на македонски вина. Почитувани, ова се само дел од проектите на кои работиме, а се содржани во новата владина програма. Продолжуваме со реализацијата на ветеното, со промоција и поддршка на земјоделците. Владата на Република Македонија, преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, продолжува со посветеност во реализацијата на програмите во земјоделството и руралниот развој на нашата држава. Благодарам за вашето присуство.